Ја слушате и гледате емисијава на Македонски корени од Сиднеј со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Почитувани, наредниве минути се резервирани за разговор со нашиот и ваш драг гостин, господинот доктор Самуил Малчевски, универзитетски професор и политички аналитичар. Верувам, линкот е во ред. Господине Малчевски, ако се слушаме, добро ви утро и добро ни дојдовте на Македонски корени. Ви благодариме што ја прифативте нашата покана за денешното ваше гостување на Македонски корени. Добро утро по македонско или добар ден по австралиско време. Благодарам Бети и Јон на поканата. Секогаш е задоволство да се разговара со вас двајца. Благодариме. Добро ви утро од мене, господине Малчевски. Се надеваме дека и денес ќе имаме плодна дискусија за темите кои ги одбравме за денес и ќе го задржиме вниманието на сите оние кои се со нас. Пред да ја отвориме темата за пописот, односно за резултатите од пописот, ако се сеќавате, ја најавивме уште за време на вашето претходно гостување на Македонски корени, а тоа беше пред некаде 6 месеци поточно, на 27 ноември минатата година, кога ни откривте дека сте започнале да прибирате податоци за да направите ваша детална анализа и спремно да ги дочекате резултатите од завршениот во тоа време попис. Денес сакаме пред тоа да поразговараме за она што се најавуваше и најавува, но веќе и се спроведува, а тоа се штрајковите и протестите од речиси сите сфери на животот во Македонија. Потоа ќе се навратиме на пописот. На што се должат ваквите случувања? Се предали чашата на трпението или пак ова е на некој начин контролирана и наметната тема за спас на владата под превезот ние го слушаме гласот на народ и ги решаваме нивните барања? Јас мислам дека на полека на виделени излегува неспособноста на и корумпираноста пред се на владата кој што во овој момент ја раководи Република Македонија. Знаете како, Јон, ние уште кога они вештачки ја кревеа минималната плата на 18.000, уште тогаш им сугериравме дека тоа не може да го прават еднозначно или не може да им наметнуваат обврски само на приватниот сектор, додека пак сите државни институции да останат со исти плати. Уште тогаш укажувавме дека буџетот не е во кондиција да го издржи тоа линеарно покачување на платите. Во овој момент како војната на самото тло на Европска унија, пандемијата и се што се случува во нашето окружување доведе до сериозни покачувања на цените во Република Македонија. Се обидуваат некако да ја прикријат инфлацијата, но тоа не им излегува во мислам не успеваат на крај да го направат истото. И полека револтот кај населението расте. Например, ако ние земеме дека еден наставник во основно образование од прилика зема помеѓу 21 и 24.000 денари плата во зависност од стаж, од оптеретеност во наставата, не е возможно 18.000 да е минималната плата. Ако земеме да направиме низа споредби во сите овие гранкови синдикати кои што протестираат, ќе добиеме милиарда нелогичности. Например, владата се фали со 18.000 минимална плата, а имаме ние огласи во кои што се бараат архивари за 14.000 денари плата. И сето тоа полека во јавноста веќе подгреваш атмосферата дека владата не лаже и не лаже со години, и полека се креваше незадоволството и тоа веќе резултира гледаме со протести. Какви се вашите очекувања, каков исход ќе има на релација синдикати влада и како ќе ја прокоментирате изјавата на премиерот Ковачевски дека моментално се прават анализи, но засега буџетот не дозволувал да се зголемат платите пред се во образованието и науката од каде што и вие доаѓате? Вака, значи, малце се дволични. Зошто не малце повеќе се дволични. Значи, ние владата видовме дека пред некој месец купуваше сетови за јадење од по 30-40.000 евра. Гледаме дека во континуитет се обезбедуваат возила за нивниот луксус. Едноставно не сакаат да се го нарушат личниот комодитет и комфортитет. Од една страна, од друга страна, упорно не обидуваат дека буџетот нема пари.
буџетот има пари, ама ако рационално се трошат парите. И конечно треба да излези Ковачевски ко пример и да каже оваа владеачка гарнитура е СДСМ споруваме 5-та година на власт во Република Македонија, тоа се 5 буџети по 20 милиарди евра, каде се потрошени 20 милиарди евра. Што практично во интерес на нашите гледачи на социјалните медиуми на Facebook и на вашите слушатели, ние треба да кажеме дека практично во Република Македонија ништо не се случува. 5 години шајка немаат заковано, а потрошија 20 милиарди евра. Ако се сериозни во кажувањата дека буџетот нема пари, треба да излезат да кажат каде ги трошат парите, зашто ние овде што живееме стварно не гледаме каде ги трошат парите. Јас, ако синдикатот си достои на своите ставови и ако синдикатот навистина се залага за правата на нивните членови, тогаш јас излезот од оваа криза го гледам во предвремени парламентарни избори, зашто не верувам дека владата ќе успее да се справи од една страна со поборувањето на синдикатот, а од друга страна гледаме дека воопшто не сакаат да се го научат личниот конформитет и уживаат во благодетите кои што му ги носи буџетот и власта. Господин Малчевски, пред да го продолжиме разговоров, сакам само да ве потсетам вас, но и нашите слушатели и гледачи на денот кога го имавме првото интервју со вас, мал дел еден, не тоа што вие бевте меѓутоа, не знам колку славате, вие на самиот почеток на разговорот тогаш испративте една порака. Па ево, најпрво да го видиме видеоклипот, кој што не е долг. Кога се договаравме за денешно ваше гостување, рековте дека работите на некаква анализа поврзана со завршениот попис. Ќе сакате ли на кратко, ама епте на кратко да ни кажете за што стануваше збор и до какви сознанија дојдовте или пак да оставиме за некоја друга прилика? Па јас пред се би почекал да ја завршам анализата и да видам што ќе објави Државниот завод за статистика како официјални резултати од пописот, а потоа да видиме каде се согласуваме или не се согласуваме. При тоа сакам да упатам еден јасен апел до председателот тоест до директор на Државен завод за статистика. Порано беше пописна комисија, сега заводот го води, да внимаваат што и како прават со податоците, зашто сепак станува збор за 21 век. Значи ние имаме многу податоци кои што ни се достапни од многу институции, а една обична статистичка анализа на истите може лесно да ги побие, да побие нивната желба или порив да прават некакви манипулации со пописите. Значи остануваме договорени, покасно може дојде некаде до година да говориме на оваа тема. Па они рекоа негде за 6 месеци прилика, значи јули. Да, слушнавме пораката, очигледно дека не стигнала до ушите на директорот Апостол Симовски. Инаку од самиот почеток околу пописот јавноста беше поделена за тоа каков попис ќе имаме, а откако заврши пак остана истата дилема каков попис имавме. Господине Малчевски, наспроти она што власта го вергла дека спровела успешен попис, а на исто мислење и Европската комисија, очигледно е дека пописот е со многу неправилности и фалинки и како што велат од опозицијата, пописот е нецелосен. Дали оваа власт спроведе статистичка операција или политичка операција и како ги оценувате резултатите од пописот? Прво, Европската комисија кажа дека методологијата е добра, а не сетот на податоци кои што го презентираше Симовски. Тоа се две различни работи. Од една страна ние власта првите неколку дена излезе и кажуваше дека спровела успешен попис, па сега нигде ја нема, ние имаме официјално признание од Апостол Симовски дека се нецелосни и неточни податоците кои што се презентирани во пописот. И јас уште тогаш ви кажав, знаете како БТЈ, значи Државен завод за статистика секоја година објавува статистички годишник. Во статистичкиот годишник објавува сетови на податоци, меѓу кои што точка 3 е за присутното за населението практично во Република Македонија. И сега кога вие ќе се вратите од 2002 до 2021 година, кога ќе ги видите тие податоци, кога ќе ги споредите со она што го објави Апостол Симовски, ако податок на УНА, прво вие доаѓате до милиарда небулози. Милиарда, значи таму има многу. И сега може, например, еве да почнеме дел по дел. Ако во живородени деца на возраст од 0
до 14 години, според статистички годишник, има 310.617. Ако од тоа се одземат починатите деца во нултата година и починатите деца од 1 до 14 години, ние доаѓаме до бројка од 307.138 моментално присутни во Република Македонија, по официјални бројки на Државен завод за статистика. Апостол Симовски излегува или вика дека според пописот имаме 311.347 деца. Па сега јас отворено го прашувам и го прашував изминатите денови, од каде излегува според попис плюс 4.209 деца. Тоа е 1,5% разлика. Тоа не е маргина на грешка која што не е мала бројка. Полека, уште има нелогичности. Вториот момент, например, ако според пописот во 2001 година во Македонија живее 1.297.981 македонци. Ако ги земеме сите живородени деца македонци од период 2002 до 2020 и прва, тоа добиваме негде 1.530.152 жители. Ако од ова ги одземиме сите починати во Република Македонија без разлика на етничка заедница, добиваме дека имаме 1.131.256. Апостол Симовски вика дека вкупно македонци во диаспората и македонци присутни во Република Македонија има 1.136.871 или станува збор за некоја разлика од 5.615. И секогаш ако ќе го споредите со бројот на починати, испаѓа дека од 401.896 вкупно починати луѓе на територија на Република Македонија во периодот 2002-2021, 396.281 се македонци и сите останати етнички заедници се 5.615. Па кој ќе поверува на вака небулозни податоци? Исто така, ако ги земете бројките попис од 2001 и ако ги направите истата пресметка, добиваме дека со вкупно живородени деца, од тоа се одземат починатите, добиваме дека вкупно население во Република Македонија во овој момент треба да има 2.077.156. Ако на пописот од 2001 година вие ја додадете диаспората, испаѓа дека во Република Македонија има 2.095.645 жители треба да има. Испаѓа дека вака презентираните бројки ни укажуваат дека пред 2001 македонската диаспора броела само 18.489 луѓе. Кој ќе поверува? Кој ќе поверува на новите бројки? Ајде да продолжиме понатаму. Следната весела математика. Стапка на морталитет. Просечната стапка на морталитет во Македонија, ако ги исклучиме 2020 и 2021, зашто се години во кои што ради пандемијата имаме висока стапка на морталитет, испаѓа дека меѓу 2016 и 2019 година стапката на морталитет е 9,75 промили. Сега, таа е просечната стапка на вкупното население. Од друга страна, стапката на морталитет кај македонците испаѓа дека е 17,4 промили. Па 8 промили од стапување, ова не може ни во маргина на грешка да се вкрсти. Од друга страна, стапката на морталитет кај албанската етничка заедница е 3,7 промили. Чува се огромни одстапувања, кои што ако вистински била применета методологијата и ако вистински се прибирани податоците, ако некој не си играл весела математика со податоците, не смеела да се случи. И уште една самоспоредба пред да продолжиме понатаму. Например, според Државен завод за статистика, во периодот 2016-2020 година во Република Македонија основно образование завршиле 98.686 деца. Ако тоа го пресметаме во моментална возраст на тие деца сега се на возраст помеѓу 16 и 20 години, според пописот испаѓа дека имаме 105.557 деца. Разликата е 6.870 или 5,14%. За нашите слушатели да им е појасно, основното образование со закон е задолжително во Република Македонија. Вакво од каде испадна најнаш 5,14% деца повеќе. Ако истата математика се направи на средно образование, тука испаѓаат 4,8% повеќе деца присутни во Македонија од тие што завршиле средно образование, а и средното образование ни е задолжително по закон. Значи, ова се огромни одстапувања за кои што се доволна основа
во Собранието на Република Македонија да се формира анкетна комисија која што ќе направи увид во пописните резултати, увид во методологијата, увид во работата на попишувачите на терен, увид во базите на податоци исто така, и ќе се обиди да најде што е причината за едни вакви несогласувања. И по мене, ова е доволна причина за оставка на Апостол Симовски веднаш сега и за поништување на пописот. И исто така е доволна причина Апостол Симовски да одговара согласно член 49 и член 50 од Законот за попис, кој што јасно вика, тој што ќе уништи прикри и оштите преправи или на друг начин ќе стори да бидат неупотребливи внесените податоци од пописната апликација, ќе се казни со казна затвор и така натаму и така натаму. Јавното обвинителство на едни вакви небулози. Јас цела недела упорно го говорам овој на социјални медиуми и изјави за медиуми во Македонија, дека е тоа што треба конечно да направи истрага и да утврди што се случувало со пописот и со вака презентираните пописни резултати. Се надеваме дека ве слушаат од обвинителството и подопрен глас ќе покренат постапка. Да, јас искрено се надевам дека конечно обвинителството ќе се ослободи од спрегите во кои што е спрегнато и дека конечно ќе почне да функционира за она што ние го плаќаме. Така. Дали носењето на законот, односно методологијата која ја донесоа насила и без консензус е една од главните причини за ваков попис како што се спроведе, и дали овој попис пред се е попис само на еден етникум, односно попис на ентитети, и како тоа се доведовме за да дебатираме на прашањето дали да го признаваме или да не го признаваме овој попис? Значи, целата прво вака да се разбереме. Освен попишувањето на нерезидентно население, кое што прв пат се спроведува во Република Македонија, во ниедна друга држава не се попишува нерезидентно население. Сите држави имаат регистар на диаспора, за жал ние немаме регистар на диаспора и не знаеме колку број македонската диаспора. Методологијата концептуално беше добро подготвена, зашто истата беше препишана од Евростат и од нормите, од стандардите кои што ги наметнува Евростат. Но, вие најдобриот кројач да му дадете лош штоф, од не може да ви сошие добро одело. И сите овие бројки кои што ги презентираме тука, се производ на лошо применета методологија или на изигрување, ајде да кажам, на играње весела математика со бројките. Еве зошто, ајде уште еден показ кој што оди во таа насока или пример. Например, 62,36% од домицијално присутното население во Република Македонија го говори македонскиот јазик како мајчин јазик. А македонци се изјасниле 58,44%. Разликата е 72.000, ова не е разлика 500.000 или 2.000. 72.000 луѓе е голема разлика за некој да не убедува дека резултатите се вистинити и исправни. И на крај, имаше, јас многу често го говорам тоа, кога ние имаме увид во избирачкиот список, што е предмет на манипулација на секоја политичка или интерес на секоја политичка партија, зошто Апостол Симовски не ни дозволи со матични броеви да си влеземе во апликацијата, да видиме што попишувачот внел. Не ме интересира мене за некој друг, ме интересира за мене и за моите две малолетни деца и мојата сопруга. Што внел и да ги потврдиме тие резултати. Електронската база на податоци ја има, тоа може да ни го дозволат и да немаме сега ние небулози во тој дел. Апостол Симовски упорно одбива да даде увид во пописните резултати, што дополнително фрла сомнеш во целата статистичка операција. Господине Малчевски, дали резултативе од овој попис се всушност до трасирање на она што се направи со територијалната поделба во 2004 година и трасирање на патоказот кон федерализација на Македонија? Не, за такво нешто им треба народ. Овој попис покажува колку и да се обидува Симовски да го фалсификува или да си игра весела математика со бројките, покажува дека во суштина имаме страшно иселување во Република Македонија. И знаете како ја, ако се направи компарација значи ние после пописот
3 недели или 4 недели после пописот имавме избори во Република Македонија локални. Да, некој ќе каже дека избирачкиот список нема врска со пописот, и тоа до некаде е така, но истите мора да бидат во висока корелација едни со други. И сега, за ние да дадеме, ајде да се обидеме вака, да направиме некоја општа споредба. Например, Битола и Гостивар, кои што имаат според избирачки список изброј на избирачи, излезеноста во Битола била 56,49, во Гостивар била 38,87. А бројката на запишани избирачки во избирачки список се разликува за 200, не цели 200 избирачи. Значи, каде исчезнаа луѓево за 3 недели. Например, ако направите споредба помеѓу Кичево и Охрид, Кичево излезеноста, кој што пак тука негде се според бројот на запишани избирачи, во Кичево излезеноста била 45,15%, во Охрид била 56,54%. Каде се луѓево за 3 недели, како е можно да имате вие ваква разлика во излезеноста? Струга Прилеп, кој што се исто така тука негде по запишани избирачи. Во Прилеп излезеноста била 63,8%, во Кичево 41,3%. Како некој мене ќе ме убеди дека се веродостојни резултатите од пописот при ваква една разлика во излезеност. Ајде да видиме од друга страна. Еве да земиме 3 општини во кои што има има мнозинско македонско население: Штип, Велес, Струмица. Излезеноста во Штип е 57%, во Велес е 52%, во Струмица е 51%. Ако сега земеме Боговиње, Врапчиште, Желено и Липково, општини во кои што има домицијално мнозинско албанско население, излезеноста е 36,9, 36,15, 37,6, 37,4. Како е можно да има вакви разлики? И уште една е многу интересна општина која што е од посебен интерес да се обсервира, тоа е општината на пример Гази Баба. Во Гази Баба значи вкупно на избори гласале 29.894, од нив за албански партии гласале 2128 или 7,11%. И тоа пресликано во Советот на општина Гази Баба вика дека 7,4% од советниците се албанци. Кој мене ќе му убеди на вакви резултати дека општина Гази Баба има 20 и кусур посто албанско население? Каде се луѓето кога ние знаеме дека поготово за Дуи изборите се врвен приоритет, па со автобуси, со возови, со комбиња, со авиони носеа луѓе на локални избори да гласаат во Македонија. Како е можно да има ваква разлика за само 3-4 недели ние правиме временски рок? Разликова не е години 2, 3, 5. Пописот заврши на 25-6, како беше септември, локалните избори беа на 27, 8 октомври. Тоа е не цел месец разлика. И некој треба сериозно да излези да ја објасни оваа небулоза со бројките. Зошто се играле весела математика? Имајќи предвид дека власта упорно тврди дека пописот е успешен, имајќи предвид дека Заводот за статистика тврди дека пописот е најдобриот попис што досега се има направено во Македонија, имајќи предвид дека Европската комисија излезе со став дека пописот е направен по сите стандарди и по методологијата. Каде ќе не однесе оваа ситуација, имајќи предвид дека Симовски, директорот на Заводот за статистика, се произнесе дека е против законски да се реагира, односно да се проверуваат и исправаат пописните резултати и дека сета оваа работа со пописот е веќе завршена работа спрема него. Па вака, значи прво Европската унија даде изјава во однос на методологијата. И они викаат дека методологијата е добра, ама не викаат дека е правилно применета, што е сосема различна работа. Ако Симовски има доблест, треба да излезе и да каже дека како директор на Завод за статистика го прекршил член 10 од Законот за попис. За во интерес на нашите слушатели и гледачи на социјалните медиуми, член 10 вика вака: за лицата од членот 6.1 од овој закон што ќе бидат опфатени со пописот, ќе се обезбедат податоци за географски карактеристики, демографски, економски, образовни, миграцијски, етнички, културолошки и религиозни карактеристики, како и инвалидитет и функционална попреченост. За волја на вистината, за 132.000 граѓани на Република Македонија, ние немаме
етнички, културолошки и религиозни карактеристики, а спорни се и образовните, спорни се инвалидитетот и функционалната попреченост. Ние не може административно да кажете некој дали има одреден степен на инвалидитет или нема. Не може административно вие да си играте играчки со тие податоци. Јас на почетокот кажав, јас очекувам, бидејќи гледам дека и многу представници на партии во собранието на Република Македонија се противат на ваквите резултати, јас јавно ги повикувам да направат анкетна комисија, да викнат експерти по статистика кои што си ја знаат работата, да се направи увид во методологијата, во начинот на прибирање податоци, во теренските активности на попишувачите и на крај во сетовите податоци кои што се прибрани, за ние да расветлиме што се правило со пописот. Вака пописот понатаму ќе биде оспоруван и понатаму ќе биде податоците или резултатите од пописот се нефункционални. И Симовскиот, пак ќе кажам, може не сте виделе таа изјава за еден македонски портал, кажа дека податоците од пописот се нецелосни и не точни. Ако е така, тогаш е доволен услов таа изјава на Симовски, јавно обвинителство, собрание да реагираат и пописот да биде поништен. Така, на голема бука се крена, но и се уште се креваа со тие 7,3%, односно претворено во реална бројка 132.000 кои одбија да се попишат под превезот бојкотирам или не отворам врата. Ваше видување по ова прашање, бидејќи вие ме се чини предавате на факултет статистика, на кое друго поле во овој попис забележавте изразити неточности, односно неправилности кога се во прашање бројките? Така, прво, 132.000 луѓе, дел од нив одбија, дел од нив, јас имам многу примери во кои што попишувачите не појде и не ги попишеа. А за неколку места сум сигурен дека 24/7 има човек дома присутен, кој што може да одговори на прашањата кои што ги дале попишувачите. Де факто и де јуре, ако тие луѓе се попишеа, и ако се попишеше македонската диаспора, тогаш бројките ќе беа сосема поинакви и ние ќе имавме сега друго поле за дискусија и ќе можеше реално да се види што во суштина се случувало со бројките. Вака, овие 132.000 луѓе кои што не се попишани, пописот го прават и тука ќе цитираме една изјава на Државен завод за статистика од 17 јуни 2019 година. Значи тогаш е дадена за еден македонски национален медиум кој што вика ако бојкотираат 100.000 државјани, пописот се прогласува за нерелевантен. И сега се поставува прашањето како во 2019 година бил 100.000 луѓе кои не се попишат, пописот е нерелевантен, а сега наеднаш е функционален и релевантен. Она што е битно е свеќе ги зборнав предходните ајде да кажам нелогичности кои што ги имам детектирано во самите пописни резултати и тоа е доволен предмет на истрага на институциите во државава да видиме што и како е правено со податоците. Како ќе ја прокоментирате изјавата на директорот Симовски за различните податоци кои се појавија од денот на презентирање на податоците од негова страна со оние податоци кои можеа да се видат на страницата на Државниот завод за статистика наредниот ден? Симовски изјави дека тоа било техничка грешка. Пардон, значи вака. Техничка грешка може да настане и техничка грешка е практично човечка грешка. Она што во овој момент се случува, значи податоците беа електронски прибирани и електронски обработени. 7 месеци беше рокот во кој што Државен завод за статистика електронски ги проверуваше, ги обработуваше податоците. Смешно е после 7 месеци вие да се вадите на некаква техничка грешка. Тоа значи дека Симовски како директор не си ја заврши работата за која што зема плата и веднаш треба да се поднесе оставка. Значи јас стварно не подценува ли Симовски? Што е проблемот? Да се вади на техничка грешка во 21 век по мене е страшно смешно. Како ќе го објасните фактот дека ислувањето е најголемо во општините каде што има поголема концентрација на албанското население, а сепак албанците излегува
со 24,3%. И дали за ова што сега го покажуваат резултатите, дел од кривицата треба да вараме во оние кои повикуваа на бојкот и кои на еден начин го изманипулира македонскиот народ, кои се мнозинство во овие 132.000 непопишани? Вака, значи, прво не би сакал да бркам вештерки, да обвинувам некого, значи секој си сноси последици за своите постапки. Она што е факт дека и албанското население во Република Македонија живее лошо и тоа е причината за вака драстичното иселување. И тоа е причина за тоа е милитантната политика на ТУИ која што е спроведува пред се врз албанското население. По мене и тој процент е спорен. Зошто по мене и тој процент е спорен? Ако пак ќе се вратиме на моментот корелацијата помеѓу пописот и локалните избори. Ако вие на локални избори за сите албански партии во Република Македонија, вклучувајќи ги независните листи представени од албанци, гласале од вкупно 936.814, гласале 21,3% или 199.744. Тогаш не може вие домицијално присутно население овде да имате 24%. Зошто? Зашто ова се генерации во кои што се раѓале повеќе албански деца него што сега се раѓаат во Република Македонија. Значи тоа се генерации во кои што се раѓале, само момент да видам точно за да оперираме со бројки, се раѓале по 11, 12, 10.000 албански деца, визави последниве неколку години кои што се раѓаат по 6-7.000 албански деца. Исто така, процентот на македонци во никој случај не може да падне под процентот од последниот попис. Зошто? Зашто ако се земат 10 години пред пописот 2001, ако се споредат со 10 години пред пописот 2021, процентуално тогаш се раѓале во просек околу 48% македонски деца од вкупниот број на живородени деца. Сега тој процент изнесува негде околу 51-52. Значи сега повеќе се раѓаат живородени македонски деца и апропри тоа процентот на македонско население треба да биде поголем. И кога ќе го компарирате ова со податокот кој што излезе од Министерството за внатрешни работи, во кој што вика дека во оваа држава има околу 2,5 милиони издадени државјанства и точно кажа во проценти кој како се изјасно по тие кога го поднел барање практично за државјанство, вие пак доаѓате до небулозни бројки кои што се спротивни на она што ни го тврди во овој момент апостол Симовски. Так, господин Малчевски, јас ќе задржам уште кратко на ова, без прашање. Ако сакате, можете и да проговорите. И покрај тоа што рековте дека не сакате да бркате вештерки за оние кои што бојкотира и кои што го повикува народот да бојкотира, јас само едно ќе кажам, тоа веќе неколку пати го кажав овде на Македонски корени, доколку зборувам, сега го оставам настрана нерезидентно население, зборувам за резидентно население. Бидејќи нерезидентното е веќе сосема друга приказна. Резидентното население, ако излезе овие 7% или 7,3% да се попишат, тогаш населението македонскиот процент ќе беше многу повисок, преку 65%, додека пак албанскиот процент од 24% ќе се намалеше испод 17%, што значи дека ќе имавме уште едно оружје плюс за да можеме. Ние секако тие ќе си го направат тоа, ќе се спроведуваат, меѓутоа тука ќе бидат веќе со други збројки ќе говориме. Значи, ако се да го покажеме прстот да не поменувате вие сте исто допринесавте во ова што сега се наоѓаме. Поставите ова што тие има намера да го направат тоа. Де факто и де јуре, значи луѓето кои што беа поборници на бојкотот на пописот, ја замајуваат јавноста сега со некакви си кривични пријави, па не знам, бака ќе правеле, па не знам така. И сега ако се вратиме чекор назад, истите тие луѓе 4-та година во оваа држава обстојуваат со закани со кривични пријави. Јас себе јавно ги повикувам да излезат да кажат колку кривични пријави им се прифатени. Ако таа бројка е 0, а е 0, зошто го замајуваат и го подведуваат луѓето? Зошто едноставно таа милитантна политика која што ја спроведуваат не почна да ја напуштат? Ајде да видиме ние што можеме да направиме заедно. И сега тука си за едно нешто во право.
Пример, ако се земе процентот на македонци кои што се изјасниле, или процентот на граѓани кои што се изјасниле дека мајчин јазик им е македонскиот, и ако на тоа се додадат овие 130 или мнозинството од овие 132.000 луѓе кои што ти ги зборуваш, тогаш доаѓаме близу до онај процент на издадени македонски државјанства од страна на Министерството за внатрешни работи, во кој што луѓето се изјасниле дека се македонци. И тоа не може никој да го спори, бројките тоа го покажуваат. Визави веселата математика на апостол Симовски. Но ако вие на 62,36% ги додадете овие луѓе, тогаш вие доаѓате близко до тој процент. Нормално во тие државјанства има и многу нерезидентно население кој што е надвор од Република Македонија, ама тоа е пореална слика него моменталната слика која што ни ја презентира апостол Симовски. Сакале или не, признавале или не, овие резултати, какви што се и покрај сите недостатоци, ќе останат како релевантни се до следниот попис. Како ќе се одразат во понатамошните чекори пред се отворање на Уставот и каде ќе има најголеми промени? Дали може би тоа ќе биде во вработувањето? Проблемот е што податоците вака презентирани не кажуваат ништо. Каде вие ќе ги вкрстите оние 7,2%? Што ќе правите вие со тие 7,2% во вака презентирани податоци? Да, политичките партии ќе пробаат да на некој начин да се остварат влијание и да пробаат да профитираат од целата оваа приказна, но суштински ништо не може да се смени. Суштински се што понатаму ќе се направи во Република Македонија е проблем точно заради овие 132.000 луѓе кои што не одбија, ајде да кажеме, да се попишат или попишувачите не стигнаа кај нив дома да ги попишат. Па така да мислам дека владеачката структура ќе се обиде, поготово од албанскиот блок, на некој си квази патриотизам, на некој се тоа го викам патриотизам на мускули, да добие нешто, но суштината е малце поинаква. Суштината е дека на територија на Република Македонија албанците исто така лошо живеат ко македонците. Исто така лошо живеат и ко србите, ко власите, ко турците, ко ромите и ко другите етнички заедници, и причината за тоа е милитантната политика на токму на тие кои што се фалат со резултатите од пописот, тоа е ДУИ. ДУИ е владеачката партија која што 20 години е на власт во Република Македонија, и тоа е, кој ќе ги видите вие овие податоци, сега ќе изгледате податоците економските сектори, да видиме, и таму има доволен простор за компарација и за спорување, но кој ќе видите вие вака, они се директно одговорни за лошите состојби во Република Македонија, за празните села практично во западниот дел на Македонија. И од тука можете се обидат со некој квази патриотизам, можете се обидат со некој турбофолк патриотизам, исто така јас го нарекувам нивното делување, но суштински не може да сменат ништо. Дали изјавите на меѓународниот фактор поврзани со пописот кој што се одржа се правилно сватени прво од власта, а потоа и од експертите и македонската јавност? Пред малку напоменав дека Европската комисија изјави дека пописот е според стандардите и методологијата. Нашето размислување, односно видување по ова прашање е дека власта ја манипулира македонската јавност и како помошна маша ги користи дел од аналитичарите за да го креираат јавното мислење. Но према нас, изјавата на Европската комисија и меѓународниот фактор се однесуваат на методологијата. Вие тоа и пред малку и го кажавте, а не на резултатите. Каков е вашиот став по ова, господине Малчевски? Имате ли да дополните нешто? Па видете вака, да, имам да дополнам. Во овој период околу пописот и за пописот се обидуваат да коментираат луѓе, прво да се разбереме. Значи пописот е статистичка операција, не е политичка операција. Власта од сам почеток од една статистичка операција направи политичка операција. За жал и до ден денес исто тоа го прави, зашто многу малце луѓе кои што имаат експертиза во делот на статистика зборуваат за пописот. Најчесто гледаме луѓе по телевизија кои што во животот испит статистика немаат положено, а зборуваат за статистичка операција попис. И да, де факто и де јуре власта пробува изјавата на Европската комисија да си ја толкува како што нејзи одговара, дека пописот бил спроведен по највисоки стандарди. Во суштина пак
уште еднаш во интерес на нашите слушатели и гледачи, Европската комисија зборува за методологијата, а не за начинот на кој што методологијата е применета и за квалитетот на сетот на податоци кој што е прибавен со таа методологија. Тоа се сосема три различни работи. Албанските политички партии кои се во власта како и коалициони партнери со СДСМ, а и самата СДСМ тврдат дека резултатите се точни и реално ја отсликуваат состојбата во Македонија. Ако е така, а знаеме дека не е, зошто тогаш се противат на идејата за една изборна единица? Тоа е клучното прашање. И зошто? Ако резултатите се точни и ако вака презентираните резултати реално ја отсликуваат состојбата во Република Македонија, тогаш Република Македонија нема причини да не биде една изборна единица. Па најмногу со вака презентираните резултати ќе, ајде да кажеме, ќе ќарат или ќе добие владеачката ДУИ. Они со вака презентирани резултати 30 мандати во македонскиот парламент му се во старт за гарантирани. А може да одат и до 36 мандати. И тоа е една од причините дека е нешто спорно или тоа е нивното противење една од причините дека е нешто спорно и нешто е проблематично во самите пописни резултати. Ако не беше така, они требаше да бидат првите кои што ќе прифатеа Република Македонија да биде една изборна единица. Зошто? Зашто тие најмногу ќе добијат од тој процес. Они стартуваат со вака презентирани податоци. 30 пратеници во старт они ќе ги освојат. Визави 20 и колку се сега, 7, 8, така 25, 6, прилика тука негде се не сум ги бројал, точно не ми земајте за. Али на крајот на денот нивното противење е уште еден сигнал дека нешто не е во ред со пописните резултати. Така. Изминатава недела по кој знае кој пат се актуализира прашањето со Бугарија. На последниот состанок на Историската комисија се договориле за некои историски личности, а пред се за цар Самуил. Дали знаете што всушност се договориле, освен за тоа дека ќе сме го чествувале заедно со Бугарија? И како ќе ја прокоментирате изјавата на председателот доктор Драги Ѓорѓиев, цитирам, ние препорачуваме на ученикот да му бидат представени различни перцепции за светските настани личности. Мора да бидат представени повеќе перцепции, како што постои во самата историографија. И учениците потоа сами да почнат, доколку сакаат, се разбира, да изградат свој став за државата или за личноста. Прво, мислам, како да ви кажам, еден научник вакво нешто да изјави, по мене е страшно смешно. Поготово што истиот се кажува дека е академик. Но тоа говори за неговиот кредибилитет и за неговиот нарушен кредибилитет. Што се однесува до преговорите со Република Бугарија, прво имаме два моменти. Првиот момент тие се одвиваат зад затворени врати. Зад затворени врати и ние практично не знаеме што се случува и они упорно одбиваат на јавноста да дадат клучни одговори. Кој тоа во име на македонскиот народ преговара и зашто преговара? Има некои прашања за кои што не сме ни подразно да се преговара. Вториот момент, поврзан околу целиот процес, е тоа што процесот се води надвор од правилата за наше членство во Европската Унија или она што се нарекува Копенхашки критериуми, јасно прецизирани и дефинирани од Европската Унија и европските вредности. Јас од тука, значи, многу пати досега сум зборувал и многу пати понатаму ќе зборувам, не сме, и тоа практично е проблем на Европската Унија, не сме фашисоидни пориви на една држава према соседна држава да стануваат пракса и да бидат дел од преговарачката рамка за членство на Република Македонија во Европската Унија. Во 21 век вие да негирате народ, да негирате јазик, да негирате нација, да негирате историја, не е ништо друго освен суров фашизам. И јас жалам што нашата влада или представниците на нашата влада упорно учествуваат во тој процес надвор од европските правила и европските норми. За жал.
Господине Малчевски, разговоров да го продолжиме со неколку блиц прашања на кои очекуваме блиц одговори ако е можно за помалку од 10 минути. Ај, нека бите Ајде за да. минути депојке за 12 минути. Ајде да се обидеме. Да. Како ќе ја прокоментирате изјавата на албанскиот премиер Еди Рама дека Албанија ќе побара да се одвои од Македонија, односно од пакетот за старт на преговорите со Европската Унија, наспроти една поранешна изјава на Бујар Османи дека Македонија мора да биде во пакет со Албанија во интеграцијскиот процес и како ова ќе се одрази врз Македонија? Во секој случај, ако тоа се случи, ќе се одрази лошо во однос на Република Македонија, но на крајот на денот ниту Рама, ниту Бујар Османи одлучува за тоа одлучува Европската комисија, која што јасно и гласно кажува дека нема одвојување на двете држави и дека процесот за членство во Европската унија ќе се почне, двете држави ќе го почнат истовремено. Како ќе ја прокоментирате изјавата на Румен Радев, кој ја даде на средбата со неговиот колега Мета дека Бугарија ќе ја поддржи Албанија на патот кон евроинтеграциите? Па видете, од една страна имате изјави кои што се помалку и фашистоидни на страна на Румен Радев, а од друга страна он се обидува да изиграва добробит и во интерес на Република Албанија. Он ќе дозволи да членуваат, но во суштина и Република Албанија и Република Македонија треба да ги исполнат копенхашките критериуми за членство во Европската унија. И тука Република Бугарија не сме да има двојни стандарди, или не сме за Република Албанија да важат копенхашките критериуми, а за Република Македонија да не важат копенхашките критериуми и да се бара нешто дополнително. Двојните стандарди не се европска вредност на која што треба да почива Република Бугарија. Што мислите за барањето на опозицијата, преговорите со Бугарија да влезат во законодавниот дом, наспроти изјавата на премиерот Ковачевски дека ништо не се преговарало тајно, но и на изјавата од СДСМ дека ова било само еден обичен памфлет. Дали власта ќе дозволи дебата по оваа прашање? По ова прашање власта е крајно нетранспарентна и крие што, како и како преговара или што и како преговара во име на македонскиот народ и македонската држава. И они немаат ниту легитимитет, ниту историско право да преговараат во наше име. Треба да се направи еден поширок консензус, треба да се вклучат и луѓе кои што не се слуги на власта во целиот процес, кои што размислуваат со своја глава, ако сака власта процесот да го води јавно и транспарентно. Визави тоа ние гледаме на крајна нетранспарентност која што натаму ќе продолжува, што се однесува до Ковачевски. Ковачевски е политичар кој што стана премиер без да добие избори. И јас себе јавно го повикувам, ако мисли дека тоа што го прави е исправно, нека се појави на избори, нека ја добие довербата од граѓаните во Република Македонија, па после да има легитимитет да зборува тоа што го зборува. Во овој момент нема легитимитет да го зборува тоа што го зборува. Каков резултат очекувате од поднесената иницијатива на пратеникот Павле Трајанов од Демократскиот сојуз за промена на законот за попис, пред се барањето нерезидентното население да не фигурира во методологијата? Вака сега, ако Павле Трајанов има искрени намери во целиот процес, јас веќе неколку дена го повикувам да поднесе иницијатива да се формира анкетна комисија. Анкетна комисија која што ќе го истражи пописот и ќе бидат вклучени релевантни видни експерти кои што ние ги имаме во Република Македонија и ќе даде одговор на сите оние небулози кои што ние претходно ги дискутиравме тука. Се друго е желба да се биде политички активен или политички да се промовира без вистинска суштина работите да се сменат кон подобро. Како ќе го прокоментирате барањето на владата испратено до сите регулаторни тела да евентуалниот вишок на пари ги вратат во буџетот? Ви мириса ли ова на некаков финансиски колапс или поточно банкрот на државниот буџет кој што опозицијата подолго време го најавуваше? Значи, ние во овој момент сме 64,4% задолжени од БДП. Тоа е висока стапка на задолженост. И практично, кога ќе ги видите вие кварталните извештаи во Државен завод за статистика, на Министерството за финансии, сваќате дека ние во овој момент повеќе трошиме него што имаме приливи во буџетот. Кога на тоа ќе додадете дека во изминатата година дена околу 600 милиони евра од девизните резерви се потрошени, вие гледате дека нас идејата не е баш многу розова,
И од тука се напорите на владата да ја прибери што е можно повеќе средства во буџетот, зашто на крајот на денот, вака како што се бројките, они не може да се сервисираат основните услуги. Сношти, генералниот секретар на владата, господинот Мухарем Зекири, беше повикан пред истражен судија за наводна злоупотреба на службена должност, со што го оштетил државниот буџет. Нему, судијката во предистражна постапка му одреди 30 дена притвор, а меѓувремено тој си поднесе оставка од функцијата. Изненадени ли сте од сето ова вршијада? Ќе ја видели правдата светлината на денот или и ова е само уште една од многуте наметнати теми за оттргнување на јавноста од она што вистински се случува со разговорите Софија-Скопје? Кога ќе видите Република Македонија во кое друштво е според индексот на корупција, кога ќе видите дека таму нема ни една земја членка на Европската унија и на НАТО, со сигурност може да кажете дека практично или да не бидете изненадени воопшто тоа што се случува. Не е прв, ова е втор генерален секретар на влада во краток временски период, кој што оди во притвор. Претходниот одеше за софтвер, овој оди за консултантски услуги. Тоа е многу да кажеме во наводници елегантен начин вие да потрошите пари или да ги фрлите во магла без при тоа да имате никаква полезност од истите. Факт е дека во овој момент 8% од граѓаните на Република Македонија веруваат во судството. И тоа доволно говори за моменталните состојби во Република Македонија. Јас би почекал да видам што ќе се случува следните неколку дена, да видиме дали ова се искрени намери или е само замаѓување на јавност, внатрешни пресметки во самата влада, да видиме што ќе произлезе од целата ова решомијада. Вие рековте втор секретар и Бети исто во текот на вестите кажа дека е втор генсек на владата кој што завршува вака и Бети кажа дека после дека една од условиите се да бидеш склон кон вакви нешта и да бидеш комашин на заев, за да можеш да бидеш генерален секретар. Тоа кога ќе гледаме, да, значи тоа се реално факти од кои што нема бегање. Како ќе ја прокоментирате изјавата на бугарскиот премиер Петков дека нема да има никаков договор без претходна согласност на сите во бугарскиот парламент пред се лидерите на неговата коалиција? Видете, значи они имаат во парламент една декларација од која што гледаме дека и по промена на власта не отстапуваат. И ја тука стварно не знам ние кој е поривот на нашата влада да коментира. Кога од другата страна вие имате една таква фашисоидна декларација. И бидете сигурни дека тоа што го зборува Петков е вистина и дека они нема да се откажат од декларацијата или нема да се откажат се до моментот додека не се ги спроведат своите фашисоидни пориви. Како ќе го прокоментирате барањето на ДУИ за отварање на уставот и бришење на ставката 20% и замена со албанци? Но сакам и едно ваше размислување за подготвеноста на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да разговара на оваа тема, но тој неговата согласност ја услови со укинувањето на Бадентеровото гласање. Прво, Бадентеровото гласање е согласност на немалцинските пратеници во Собранието на Република Македонија по одредени закони, не по сите, јасно дефинирано кои се тие закони, и тука влегуваат сите етнички заедници, албанци, турци, срби, роми, власи, и тоа нема никаква поврзаност со пописот, тоа има поврзаност со уставот и со изјаснувањето на кандидатите за пратеници од која националност припаѓаат. Пак тука ја гледате онаа глупава дволичност на ДУИ. Од една страна вика дај да избришиме устав, од друга страна не сака да има една изборна единица. И пак јас ќе кажам, и пак ќе ги повикам сите политичари во Република Македонија. Пред да зборуваат било што за уставот, треба да се направи увид во пописот, увид во пописните резултати или увид во податоците кои што се прибавени со пописот и да се види зошто се појавуваат вакви нелогичности. Што Државен завод за статистика правил 7 месеци во така наречената обработка на податоци и претходно 20 на дена додека на терен проверуваја и ги прибираја податоците. Се друго во овој момент е спорно. Се друго во овој момент нема да вроди со никаков резултат.
И за крај, повторно прашање од пописните резултати. Како што рековме, не стивнуваат скандалите околу резултатите од пописот, кој Државната комисија за статистика го спроведе минатата година. Како ќе го прокоментирате скандалот со резултатите во Струга, каде што се евидентирани 14.000 македонци, а на 22.000 граѓани мајчин јазик им е македонскиот? Тоа е само една општина. Јас ќе кажам дека 72.000 е бројката на ниво на Македонија, помеѓу оние кои што се евидентирани како македонци, оние кои што го говорат македонскиот јазик. И тоа е исто така една од причините која што треба да се направи сериозен увид во пописните резултати. Се друго, се поинаку е само политичка пропаганда на штета на Република Македонија. И сосема за крај, краток коментар за одлуката на Белорусија да стави Македонија на листата земји непријатели. Видете, ние со години не сум експерт по меѓународна дипломатија и по меѓународна народна политика, но сум човек кој што практично со години се обидува да прави пријатели, а не непријатели. И секој еден ваков потек по мене е на штета на Република Македонија и е последица на лошата меѓународна политика која што ја води актуелната влада. Господине Малчевски, ви благодариме за учеството во Македонски корени. Посакуваме да си имате убав викенд, пријатно до слушање и до скоро довидување на Македонски. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Поздрав и убав викенд, Бети Јон, и до вашите слушатели и гледачи на социјалните медиуми. Поздрав, остануваме во контакт во следните месеци кои што доаѓа, најверојатно ќе имаме теми за разговор. Пријатно и довидување. Довидување.